Продолжуваме поратамо со утренски печат. На моје лично задоволство денеска ќе разговараме со еден интересен урбан скопски лик кој што се занимава со една исклучително благородна, хумана, во исто време и ризична професија, се бори за животот на сите оние кои што се загрозени во пожарите. Пожарникар или како што самиот се нарекува на социјалните мрежи огноборец Михаил Караколев. Добро утро и добре дојде во утренски печат. Добро ве најдов и да не ви се најдам да немате потреба од работа во однос на мене, така. Да, посакувам да биде така. Пред се ти благодарам што одвои време, иако знам дека периодов си поприлично зафатен, за да го направиме разговоров. Кажи ми за почеток, од каде љубовта да бидеш пожарникар? Љубовта не може да ја конкретизираме, тоа доаѓа како и секое дете, едноставно познато меѓу народот како уличен вежбач, тоест уличен фитнес кој што го практикувам веќе многу пред пожарната, се појави огласот, на него конкурирав, еве ќе кажам и дел како беше на вистински повикот кој што веќе беше после скоро цела година откако конкурирав, бев на добро познатите шипки кај Александар Палас на вежбање и на трчање, таму се јавија, бев изненаден, речиси и се откажав од цела таа работа, се јавија, бев на слушалки целиот испотен и придов кога градското собрание, имав таа среќа да конкурирам и некаде со спортски резултати да ме примат на работа. Така, значи, од прилика тоа така оди твојата приказна. И сега кажи ми малце подетално што е потребно за да се стане пожарникар. Дали, еве, некој има желба да стане пожарникар, што му е потребно? Дали е потребна некаква наобразба, некој образование, не знам, факултет за физичка култура, не знам, физичка подготвеност. Што е потребно за да станеш пожарникар? Освен оние конкурси да ги поминеш, нели? Апсолутно, апсолутно. Ако имаш таа среќа да ги има конкурси, еден апел, секогаш сме со помал број од што треба да бидеме во однос на граѓаните на градот Скопје. Потребен е нели нормално конкурс. Конкурсот кога ќе те примат, се работи за школа или ја што го нарекувам мини факултет. Најчесто тој мини факултет се обработува во Марија Кири Склодовска во хемиското училиште, склоп на повеќе професори и наставници. 9 месеци трае, ако не се лажам, ако добро памтам, училиштето. После тие 9 месеци има физичка спремност и теорија околу година дена. Да бидеме реални, потребни се околу 5 години за да испечете еден конкретен пожарникар кој што треба да постави историја за себе и да има своји пожари и интервенции. Вистина, баш ова не сум го знала. Реалната слика е таа, да, дефинитивно. За да можете психички понатаму да продолжите или да се види дали во вас има вистински потенцијал или сте за правата работа. Така е, апсолутно потребна и психичка и физичка подготвеност. Кога зборуваме за физичката, потребно е да сте во форма секогаш. Дали подготовката ја на дневна база ја правите дома, секој треба да вежба, треба да биде физички подготвен, или пак тоа ви влегува во професионална рутина секојдневна? И за двете работи да. Физички нормално секако е до лицето кое што до пожарникарот, зависи тоа дали нормално самата работа бара од тебе да си физички спремен, а физички вежби има секојдневно. Откако ќе се примеме на работната смена во 7 часот наутро, постои, значи половина час се проверува материјалот, се проверуваат возилата, се проверува достапноста, се одредуваат тимовите кој ќе биде на таков тип на пожар, кој ќе биде на таков тип на извлекување, на спасување на луѓе на сообраќајни незгоди, кој ќе биде на планински, на шумски пожари. 2 часа после тоа негде настапуваат физичките вежби кои што се прават во бригадата во автокоманда секојдневно, траат 2 до 3 часа. Да, секојдневно, у секој случај, така да не е испуштено во тој поглед, задоволен сум дека имаме физички вежби, спремни сме. Се спуштате по тие шипките? Видете сега, своевремено било актуализирано тоа, ние го актуализиравме 2010-2011 кога бевме примени тоа прашање дека сакаме повторно да бидат во функција. Не се моментално во функција, не би разговарало тоа зашто се, меѓутоа се во однос на заштитни мерки према нас, така да се уште сме на скали, што би рекле. Али сме брзи. Значи минута до минута и пол излагаме на терен. Браво, браво. Ајде кога веќе зборуваме за тоа каква ви е дневната рутина, какви ви се условите? Дали се задоволувачки, дали има нешто кое што ви фали и треба да се подобри? Секогаш има нешто што треба да се подобри, тоа го знам, меѓутоа што е она конкретно што фали како подобри услови во пожарната? Од кога сум примен во бригадата и во пожарна Скопје, од секогаш бил проблем бројноста на пожарникарите. Е повторно апел да се вработуваат повеќе пожарникари. Возниот ред ни е секогаш намален.
Постојано сме со расипани возила кои што се поправаат, па се губи време. Нема да кажам дека не ги исполнуваме условите, дека не идеме на пожари, меѓутоа ние си знаеме како ни е на нас. Се вложува премногу во поправка, а малку се вложува во набавување на нови возила. Значи конкретно е бројноста и возилата. Во однос на техника, не дека би се пожалил, добиваме униформи, имаме добиено униформи и за шумски пожари, освежени сме во поглед на одењето на класични пожари, не плам униформите кои што се огнеотпорни униформи и морам да ги пофалам пожарникарите, доста сме мокни при сообраќајните незгоди и извлекување, како и на потенцијални жртви при сообраќајки, така на извлекување тела при поплави и вадење на лешеви од Вардар. Супер. Многу ми дојде стресен муабетот. Знам дека е така, звучам ја. Да, да. Таква и работата, да биеме реални. Да, секако, секако. Кажи ми, дали си учествувал во големи спасувачки акции, во оние летни пожари, какво е искуството? Искуството е пред се стресот и адреналинот ги помешуваат нешта, меѓутоа стресот, како што реков, тие 4 до 5 години од кога ја поминат, учиш да го контролираш. Адреналинот станува позитивна работа. Секирациите околу дома настануваат од кога ќе заминеш од капијата натаму. Значи, нема шанси да се вметне нешто во главата додека интервенираш. Во однос на прашањево, сум бил на активен шумски пожар кој траел 3 до 4 дена, биле и многу повеќе моите колеги. Еве да ги пофалам 5 херои за мене кои што заминаа сега за Турција, безбедно се вратија. Да ги пофалам останатите пожарникари од останатите градови и војската, каде што, како што гледав и бев известуван, немаше ден, а да не извлечат живо, мртво тело, за жал ги има и тие ситуации, таква е нашата работа. Инаку конкретно во градот Скопје, ако ме прашувате, најинтересна ситуација е поштата, која што беше од најголеми размери. Тоа беше буквално како да се бориш против змеј и жив вулкан. Таа интервенција со се расчистувањето на теренот траеше 3,5 до 4 дена и за мои млади години се уште во бригадата е еден од најголемите пожари, директно со огнените стихии. Да се справиш и една добра школа со тогашниот командир како е да бидеш лице в лице со оганот. За останатите случаи можеме да збориме до утре, меѓутоа посебно сообраќајните незгоди се многу незгодни и не би сакал да објаснувам до детали. Во добра соработка сме со брзата помош. Така да тоа било тоа околу тоа. Така. А кажи ми, би ми извели некоја ситуација која што е невообичаена? Не зборувам за такви нестрекни случаи каде што има жртви. Некои ситуации кои што ве викаат на ваша добра волја, да речеме нешто кое што не ви е во работен опис, нели во задачите кои што ви се во работен опис, а сепак се одлучувате да помогнете. Знам на што алудирате, се работи за мачињата и домашните миленици. Да, не е точно за граѓаните да знаат, не е во работен опис да се оди, затоа што ние немаме обука, нити имаме опрема за спасување на домашни миленици и улични животни, меѓутоа не често се случува да отидеме така. Да. И убави приказни се тоа, па дефинитивно. Ние како народ понекогаш сме малку чудни, не го кажам тоа како негативна работа. Радоста и медиумите повеќе ја покриваат околу домашните миленици отколку кога спасуваме лице и човек. Да, веројатно по невообичаено им доаѓа, по не секојдневно. Што е тажно на крајот? Добро, тебе те познаваме многу од активниот скопски ноќен живот, од она што сакаш да пратиш се што е добра музика, добар ноќен живот во градов и се разбира од социјалните мрежи, каде што морам да истакнам дека си многу пати си бил татко на денот, барем во моите очи и во очите на оние кои што те пратат. Кажи ми за љубовта кон ќерката. Кажи ми колку тоа те определи како човек и колку ја зацврсна волјата да бидеш тука за оние на кои што си им потребен. Ето така, многу окей. Тоа е омилено прашање. Да сега ми е очекував да ме прашаш што конкретно работиш нели во пожарната, па да ти набројам околу тоа дека пожарникар, парамедик, оператор во 112, меѓутоа пред се татко на еднорог. Да. Од кога родена е ќерката, вау. Нештата се изобличени многу попозитивно, дефинитивно сакаш да се покажуваш не на секаде, туку и на терен и на работа како малку позрел, меѓутоа да не се лажеме никогаш да го победиме детево во себе, затоа што јас ќе бидам џокерот пред незиното кралство доживотно. Решив некој ќе рече, па види го овој се фали како татко, па и ние сето тоа го правиме дома. Не, таа е воедно е лична сатисфакција, но воедно е и
културен напревар меѓу нас родителите и разменување на нешта како ние си поминуваме дома со дечињата и воедно стварање на една позитивна меморија која ќе остане за секогаш. Како е тоа да бидеш херој за своето дете? Значи, нели сите ние работиме различни професии, меѓутоа јас не сум таков херој за моите деца како што си ти. Секако, секој дете за својот родител мисли дека е најдобар. Меѓутоа ти си реално херој на нашето време. Пожарникар, тато е пожарникар. Како се носиш со тоа? Прво малце ме здрови, ќе ти кажам колку тоа ќе се црвено вообразие се херој на нашето време и на мене и на себе. Па не, пожарникарите се херои на нашето време. Ќе почекаме околу тоа да каже керката, сега се уште има еден момент, да, сега ми текна забележува она кога ќе се вратам во цивилна облека секојдневна и кога ќе се облечам за работа и кога се враќам од работа, дефинитивно го забележувам, малку ќе почекаме. Поздрав до керкичката, дефинитивно денес прави 20 месеци. Баш сум среќен после одам по поклонче. Нека а за тоа како она ме доживува, уште малку ќе почекаме пошто е малечка, дефинитивно. Да. Ама дека прави некоја разлика во однос на професионалноста не може да прави, затоа што мораш да бидеш професионален и мора да се вратиш. Емоциите се за подоцна, емоциите ги споделувам со некој друг, керката не смее да доживее ни сето тоа што го поминам, не смее да забележува и се уште не забележува. Али како да ти кажам, светот е променет, но не попуштаме во секој случај. Да, ајде сега за онаа љубовта која што ја спомнав кон она што се вика добар ноќен живот, добра свирка, добар концерт во Скопје. Што е она што најмногу го сакаш и што е она што би го одвоил како твој омилен настан концертен музички што го памтиш во минатото во Скопје? Може да почнеме со вториот дел на прашањето? Да, може. Тој ми се допадна, затоа што да. Малку се измешани импресиите, пошто сум љубител на музика и сум танцувач, така да можам да ти предам од крајност во крајност кои ми се омилени концерти, иако не се поврзани и се тотално различни. Ако добро се сеќавам во бившиот за жал саем, омилениот за нашите концерти, нели познатиот Таксират, не се сеќавам дали Литиум го организираше, тотално небитно. Soulfly кога беа гости на првиот концерт во Анекс Хала беше едно најлудо нешто кое што сум го поминал. Верка, нашиот добар бенд, беа отварање. Се сеќавам дека бев со војничкото добро познато на Отпад Ранче, беше пун со беџови, ја бев у први редови, па некаде на половина концерт се најдов позади таму со ниту еден беч, ама среќен пеејќи ги песните на бразилски, а појма немам што значи, едноставно знаеш револуционерен лик си и тоа е тоа. Се до концертот на Дюран, еден од најцивилизираните концерти кој што беше на Калето, бев со сопругата тогаш, со постара генерација на луѓе, меѓутоа Дюран звучеа подобро и од седе. Пристапот е нормално поинаков, нема некоја бунтовност, многу културно, сите имавме дистанца од 2 метра за танцување. И бев импресиониран, некој ќе речеше као од мојата фамилија, ајбе па ти рано ти е за Дюран, рано е, ама ако ги испуштиме ќе биде доцна или никогаш нема да биде, како што е со новиве генерации. Тоа би го издвоил од локации, дружби, паркови и зеленило, што велиме ние, паркче, секогаш ние се дружевме, генерација се дружевме околу мечето, некои се дружеа на школка, некои на Брдо и на други локации. Тоа би се сетил, друго останало. Тоа е она што ти фали во Скопје. Братство и единство. Иако јас сум помлада генерација, ама така го нарекувам, бројноста на млади, ја знаеме реалноста, сите заменуваат ради ситуацијата. Жал ми е што нема млади повеќе, локациите не дека се трајно изменети, еве, жал ми е многу за коцка на плаштад, жал ми е за форум, ЕСФ, жал ми е за искачањето пред црква. Океј, тој се преимени, замена позади во Плочник и таму дружбата, меѓутоа бројноста на младите е тоа што ме загрижува. Концертите се веќе све премалку, нема атмосфера за забава, уништен е животот и сето тоа ради политиката. Мислиш дека можеме да го вратиме тоа? Мислиш дека новите генерации можат да се вратат кон таа љубов на дружење по скопски, веќе, како да кажам, исконски места? Места кои што ние ги памтиме, а они не ги не знаат дека постоеле. Има неколку култни места кои што се уште функционираат, меѓутоа таму е станато на таа генерација која што си го памти. Тој начин се забавува. За воопшто и за животот на младите, овде имам надеж, има една црвена младина, поздрав до нив, се надевам дека ќе се изборат се уште се движење, пошто овде се, ако не си политичка партија, не можеш да направиш никаква промена.
а они ми се единствената надеж во Република Македонија, така да не би бил овде ако немам надеж. Тоа би ти одговорил. Не знам, да не навлагаме во некои политички теми, затоа што Не. би заглавиле и воопшто не е тоа тема на муавет сега. Сепак, мислам дека колку и да ја тргнеме политиката на страна, мислам дека културниот живот на младите можат и сами да го градат, независно од политичките убедувања на нивните родители како и да е. Тоа се млади луѓе и треба да се борат за тоа да имаме добар, урбан, културен и забавен живот во градов. Така да тоа е тоа. Добро, и ти. Не, Океј, добро. Не, мислам дека треба да дополнам, дека беше актуализирано прашањето сега Да. со МКЦ пофала до дечките и Да. нормално никогаш не сме останале без андерграунд ликови во нашиот град, како цртање графити, свирење, бендови. Така е. Имаме од изобилие бендови. Жал е што сите немаат шанса и жал е во однос на медиумите што не се прикажани и афирмирани сите бендови. Така, тука сме ние да буткаме колку можеме. Апсолутно. За крај ќе те навратам на уште еден момент кој што се случи пред 3 години. Тоа беше првиот календар со пожарникари, кој што беше твоја иницијатива. И сакам да ми кажеш дали ја постигнавте целта со календарот, кои беа очекувањата и дали би го направил пак тоа? Целта не е постигната, револуција Зошто? беше направена. Значи целта, ако зацртаме некои работи, целта ќе беше постигната ако тоа станеше во традиција. Не стана. Да. За жал, Да. сите немаат слух за таа работа, не измислувавме ниту тогаш топла вода, австралијанците, американците го прават Тоа секоја се тоа прави, година. Ја го спомнавте социјалните мрежи, луѓе константно ми препраќаат како изгледаат пожарникарите, ајде кога ќе го правите, меѓутоа немавме слух за жал оваа година и како сам проект тогаш беше успешен, дефинитивно, меѓутоа не преиде во традиција и тука малце ме боли, ама не се откажуваме. Имаше компании кои што сакаат да спонзорираат, имаме пожарникари, прекрасни момчиња, вежбачи, физички спремни момчиња кои што се дефинитивно и за повеќе од календар. Ама оваа година за жал не успеавме, иако се обидовме. Се обидуваме секоја година. Да. А успешност на тој проект би рекол дека е традицијата на тој проект. Треба да Ако биде го правевме секоја година ќе беше дефинитивно успех. Иницијативата да беше моја. Поздрав до Ненад Келебич, пријателчето мој колега, драг и шампион во карате од Пожарна Скопје. Правевме кастинг што правевме тогаш, го направивме некаде за 40 до 50 минути заради нашите активности, за да не испуштиме од дневните активности. Нормално друга чета беше дежурна тој ден. Го направивме календарот и уште еднаш да не глава многу, жал ми е што не се повтори во наредните години, иако беше очекувано од нас. Очекувавме и ние дека Се надевам следната година ќе ве закачиме така. следнава година Да ни е ќе ги красна закачиме и одговорните редакцијата. лица малку на тапет, малку да се поразбудат дека тоа е добра промоција и за нас пожарникарите, и за работодавецот, и за Апсолутно е. целиот град, и за државата. Апсолутно е. Јас ти честитам на тоа што имаш, што си направил избор да работиш ваква професија, која што е хумана и благородна. Ти благодарам што се грижиш за граѓаните кои што имаат потреба од тебе и твојот тим се разбира и ти посакам само успеси во животот. Ти благодарам на честа, ти благодарам на добро одбраните прашања, благодарам на слободен печат и на куќата што направи да се чувствувам како дома. Драго ми е што беше така. Да не се лигавиме, ти благодарам едноставно што воопшто сум овде и можеме да спомнеме некои работи. Супер, се гледаме во убави прилики. Вас ви благодарам на вниманието, имате убав ден.